Божитня духовна обнова. Почитувани слушатели, ја продолжуваме нашата Божитна духовна обнова, која Радио Марија ја реализира во соработка со интернет порталот Католици МК. Во ова наше второ размислување во рамките на духовната обнова за Божик, ќе го анализираме ликот на Ирод, кој исто така може да ни помогне за нашиот однос кон Бог и ближните. Но затоа би сакал најпрво заеднички да се помолиме и да го повикаме Светиот Дух да ни помогне во ова наше размислување. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Царе небесни, утешителе, Дух на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, ресница на добрина и делителе на живот, дојди и всели се во нас и очисти од секаква нечистотија и спаси ги благи душите наши. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ирод. Ирод е лицемер. Лицемерно се распрашува наоколу кај првосвештениците и книжниците народни, кај мудреците, каде ќе се роди Христос. Во ликот на Ирод гледаме едно големо лицемерие. Пред првосвештениците, книжниците народни и мудреците ја става маската, дека се радува за тој настан. Им се умилкува, но длабоко во себе е исплашен и вознемирен за својот престол, за своето богатство, за својот авторитет, за својата власт и така натаму. Лицемерието кулминира кога на мудреците ќе им каже: одете и распрашајте се добро за младенецот и штом ќе го најдете, јавете ми за да отидам и јас да му се поклонам. Пред нив надворешно изгледа радосен, весел, а одвнатре е полн со омраза, завис, љубомора. Во себе е расипан. Во неговата внатрешност нема намера да му се поклони, туку живее желбата да го убие богомладенецот. Во себе донесува одлука и ќе бара погоден момент за да го убие. Типично однесување за кое Исус ќе каже: тешко вам лицемери, оти многу личите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки кости и секаква нечистотија. Така и вие однадвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. А кога ќе пропаднат неговите планови, кога виде дека мудреците го измамија и си заминаа по друг пат до својата земја, Ирод се разгневи многу и прати да ги убијат сите младенци во Витлеем и по целата негова околина. Евангелието сведочи како гневот на Ирод станува грев и се умножува. И еден грев навлекува уште поголем. Тоа е Ирод. А како е со нас? Дали ние можеби се распрашуваме наоколу за некои наши блиски,
со маска ставена како да сакаме да им помогнеме, правејќи се радосни, заинтересирани, а во суштина во нас живее желбата за неуспех на другиот. Каков е нашиот однос со оние кои ги сретнуваме? Искрен или лицемерен? Одговори си. Дали се распрашуваме за некоја нивна ситуација од животот, за да можеме подоцна да им наштетиме? Омаловажиме? Клеветиме? Каков е нашиот однос со блиските пријатели, роднини, соседи со кои се сретнуваме? Дали можеби потоа и нив ги оговараме зад грб заради некоја нивна слабост, недостаток, ги исмејуваме, можеби и ги подценуваме? Дали, кога ќе пропаднат нашите планови, бараме начин, погодни моменти за да се одмаздиме, да се докажеме, покажеме, оправдаме, како и Ирод. Почитувани слушатели, ова беше нашето второ размислување во рамките на Божитната духовна обнова. Останете и понатаму на програмата на Радио Марија, а ние се слушаме утре повторно во истиот термин. До слушање. Духовната обнова ја подготви отец Гоце Костов. Техничка реализација Филип Костов. Радио Марија ова емисија ја реализира во Струмица месец јануари 2018 година во соработка со интернет порталот Католици МК.